Професор Петанов, скаденовиве во јавноста одекнаа двата случаи со грозието кое беше вратено од Франција и краставиците од Хрватска, во кои што беше најдена поголема количина на пестициди или инсектициди. Што всушност представуваат овие хемиски супстанци, колку се штетни за организмот? Европска Унија дава една цела листа на активни компоненти и нивните остатоци во храна и кои се граничните вредности. Значи со тоа се смета, нели, производителите тврдат дека доколку се испочитува максималното ниво на резидуа, дека нема да има последица по здравјето на луѓето. Значи ќе бидат безбедни. Но проблемот е, значи, кога според нив, значи кога количеството ќе биде ги надминува границите на дозволеното. Што се случува тогаш во организмот, еве како? Па знаете што, јас колку повеќе уствари се занимавате со одредена проблематика, гледате дека се отвараат многу прашања уствари овдека. Затоа што ако размислувате само на една активна компонента во еден производ, значи тоа е едно прашање, но ако размислите малку и за навиките во исхраната, тоа е сосема друго прашање. Значи во Македонија ние не јадеме 4 зрна грозје и еден патлиџан да го делиме на половина за двајца, ние јадеме поголеми количества од сето тоа. Тогаш нашата изложеност на остатоци од пестициди сигурно дека е поголема во однос на другите во Европа и така натака, кои што имаат други културни навики во исхраната. Тоа е еден од факторите. Значи, еден од факторите, колку јадеме, но поголемите количества од пестицидни формулации или остатоци од пестициди може да предизвикаат различни несакани ефекти врз здравјето на луѓето. Еден од нив е дека се канцерозни. Второ е дека може да предизвикаат тератогеност, мутагеност. Значи, кај ранливите категории на потрошувачи, како што се мали деца, фетус и така натака, изнемоштени лица, кои што се со нарушено здравје, значи тие представуваат потенцијална опасност, бидејќи го нарушуваат здравјето. Не само ваквите типови на заболувања, цироза на јетра, оштетување на бубрези, невролошки пореметувања, потоа влијание врз репродуктивноста на луѓето, значи делуваат на стерилитет кај мажите, репродукција, односно продукција на сперматозоидите и така натака. Познати се овие негативни дејства на пестицидите и затоа во регулативата 1107 за пуштање во промет на активни компоненти и нивна авторизација, значи напишано е дека доколку активна компонента која што се користи во одреден пестицид или покажува, да речеме, дека е ендокрин прекинувач, се забранува да се употребува. Значи, во последно време Европска Унија има поригорозни мерки во однос на авторизирањето на активните компоненти, кои што се пуштаат во промет. Каренцата треба да биде пократка или треба да бидат активни компоненти кои што подолго се користеле и се проверени, значи дека нема такви штетни делувања врз здравјето на луѓето, но доколку се применуваат според добрата земјоделска практика. Има ли контрола кај нас на употребата на пестицидите? Обучени ли се земјоделците колку треба да ставаат? Како треба, кога да ставаат? Значи, моето мислење дека треба да се прави малку поголема контрола и односно поголемо едуцирање. Како на производителите, ама така и на потрошувачите. Значи, што значи тоа? Што значи тоа? Тоа значи овие треба да научат дека треба да ги применуваат во склад со добрата земјоделска практика и дека треба да водат записи за тоа кога последен пат се аплицирани, кога, значи која активна компонента била препорачана, кој препорачал користење на таква компонента, заради што и кога било последната апликација. Значи кога последен пат биле третирани растенијата. Значи за да се испочитува каренцата.
Значи, Што се тоа е случува на водење теренот на, кај нас? на Имате ли- евиденција. Јас сум човек од лабораторијата повеќе, значи моите колеги кои што се од заштитата можат повеќе да ви одговорат на ова прашање, но јас можам да кажам, да речеме, врз основа на тоа како јас ги гледам работите од аспект на контролата. Значи, контролата на емерилите, односно максималните нивоа на резидуи, контролата во лабораториите и бидејќи сметам дека контролата не е баш на високо ниво, заради тоа што ние не сме имале резултати од мониторинг програми објавени за јавноста, бидејќи ние како потрошувачи треба да знаеме што консумираме и да видиме извештај од лаборатории кои што ги прават тие тестови. Така, значи само тогаш ќе знаеме дека јадеме безбедна храна. Воспротивно, никој не може да ме убеди дека храната што ја консумирам е безбедна. Значи, кога ќе видам извештаи од лаборатории објавени на веб портали официјални, тогаш јас можам да речем да се прави контрола и дека ситуацијата е таква како што е. Во вакви случаи, кога значи се наоѓаат остатоци од пестициди на примарни земјоделски производи, други земји објавуваат алармантни состојби и велат дека има ерозија на безбедносни маргини, како што се прави тоа во Англија или во другиве земји. Затоа што ете видовме и во Германија беше откриен диоксин во производи од анимално потекло, но луѓето си транспарентно се кажа и граѓаните беа информирани. Значи, нашето право на потрошувач е да знаеме, за да одлучиме понатака ние дали ќе консумираме одредена храна или нема да консумираме. Значи, мое право на потрошувач е да одберам дали јас ќе јадам производ кој што ќе ми се нуди од одреден производител, кој што да речеме не води грижа за добрата земјоделска практика и за каренцата, или пак според мене можеби не употребил вистинска доза за третирање на посевот, можеби користел поголеми дози. Значи ние не знаеме, не сме информирани. Се вршат ли испитувања во лаборатории? Имаме ли такви лаборатории кај нас? Колку што јас знам, значи има 2 лаборатории кои што се овластени од државата, тоа се ветеринарниот институт за вршење на анализи на анимални производи и Институтот за и јавно Институтот за јавно здравје, да, кои што треба да ги прави анализите на останатите продукти. Но тоа на барање на некого веројатно се случува. Знаете што вака се. Бидејќи ние сме факултет за земјоделски науки и храна, така. Кај нас се обраќаат доста од производителите на примарни производи кои што да речеме сака да извезуваат. Они се содружуваат со реален проблем. Проблемот беше и порано со Global Gap стандардот кој што се имплементира, бидејќи на годишно ниво им се бара на производителите да направат анализа на остатоците од средствата што ги применувале во текот на производството, на примарниот производ. Значи тоа им е задолжителна обврска. Но проблемот е што во Македонија нема таква лабораторија кој што ги определува остатоците од средствата што се користат на теренот. Значи, кај нас неколку лаборатории работат анализи, ама главно на попсови. Тоа се перманентни органски загадувачи и даваат анализи за остатоци од пестициди кои што веќе не се користат. DDT, алдрин, ендрин, така натака. Мештакате. Значи и во тој пестициди кои што веќе се укинати со години наназад од употреба. Значи, комплексно е прашањето, Европска Унија прави мониторинг на годишно ниво, но до 2015 година таа си има објавено цела една листа на активни компоненти кои што се почесто наоѓани во одредени примарни производи и кажува кои активни компоненти за кои типови на примарни земјоделски производи ќе се определуваат или ќе се мониторираат. Значи, за да влезете во таквата мониторинг програма, прво треба сите чинители да се вклучат и да има лабораторија. И да има лабораторија. Но референтните лаборатории во Европска Унија што прават?
Они значи ги разработуваат методите со кои што ќе се определуваат остатоците. Значи прво разработуваат мултирезидуа метод. Тоа е метод за симултано определување на сите активни компоненти што се бара, да речеме да се проверат во еден тип на примарен земјоделски производ. За потоа, значи тие прават колаборативни студии со референтните лаборатории од другите земји членки во Европска унија. Значи методите така на тоа ниво се поставуваат, се валидираат, значи колку се тие точни, колку се прецизни, колкава е точноста на самиот метод, лимитот на детекција, лимит на квантификација, што е многу битно за целата оваа работа, во спротивно резултатите од анализите нема да бидат валидни или веродостојни. Значи се прави подготовка во тој поглед. Затоа се тие колаборативни студии и да, акредитирани се, ама се акредитираат и за тие методи и потоа учествуваат во proficiency тестови или тестови за успособеност од друга на страна лаборатории. И проблемот е се во следново. Значи, да, лаборатории овластени, но тие овластени лаборатории дали ги спроведуваат овие анализи? Второ, дали се акредитирани за овие анализи? Дали имате нарачатели за анализите или не? Затоа што акредитација чини пари. За да ја платите акредитацијата, прво треба да имате инструмент кој што чини на 300.000 или 500.000 евра, ако е ТОВ, значи со МСМС детекција. Тие вложувања, значи на лабораторија за анализа потоа што ќе наплати овдека во наши услови 3 до 4.000 денари по активна компонента, не знам колку е исплатливоста. Значи, тука треба... Исплатливоста веројатно е во иднината на ова население. Да, само општото добро ако го гледате, ме разбирате, но како можам јас да вложам толку пари како лабораторија, можам да речам ние сме подготвени. Така? Но како да ги вложиме тие пари, од каде? Сваќате? Значи, и кој ќе биде после нарачателот за некакви спорадични анализи? Значи, прво треба на годишно ниво и државата да предвиди колку анализи ќе спроведе, а потоа да зборуваме за акредитација на методи и така натака. И учествување во таквите шеми. Од друга страна пак се индивидуалните земјоделци кои знаат или не знаат колку треба да ставаат пестициди и кога треба да ги ставаат. Па сето тоа го изнесуваат на домашниот пазар, можеби не го носат надвор. Да, во многу сте во право, но јас ќе речам еден човек не може да биде за се одговорен. Не можам јас да бидам одговорна за заштитата на растенијата ако сум јас хемичар. Значи јас ќе бидам одговорна за лабораторијата и за правењето на анализите. Значи заштитарите ќе си бидат одговорни за заштитата, бидејќи тие ги разликуваат инсектите и болестите што се јавуваат кај растенијата. Тие се доктори за растенија, така? Значи, не може еден да знае се. Затоа се совети од стручни, компетентни лица. Значи, нас ни треба тие комуникации, тие алки во синџирот на производство, за да произведеме производ кој што ќе биде безбеден. Македонија може. Македонија има прекрасно поднебје. Значи, ако една Холандија, која што нема толку сончеви денови, како Македонија може да произведе безбеден производ, тогаш Македонија може да биде Калифорнија. Така? Може да биде производител на безбедна храна, само ни фали контролата. Значи, тука треба целиот тој синџир малце да го зајакнеме и работите да ги ставиме под своја контрола. Која е опасноста доколку вака се одвиваат работите и понатаму? Прва опасноста е нездраво население. Значи, сите регулативи се во насока на заштита на безбедноста на потрошувачите. Регулативата 396 за остатоци од пестициди, 1107 и 128 кој што се однесува на опремата што се користи за апликација на средства за заштита на растенијата, сите тие почнуваат со дека целта на оваа регулатива е безбедноста на потрошувачите, заштита на животната средина, така, и доброто на животните и растенијата на крај. Ви благодарам. Ми беше драго, повелете и друг пат.